Прво сакам да ви известам дека седмицата и од штабот за заштита и спасување на општина Кавадаци и од локалниот совет за превенција на општина Кавадаци ќе биде од јавен карактер и ќе биде јавно објавена. Како и што налагат законите општински и за штаб за спасување, за заштита и спасување на општина Кавадаци и совет за превенција. За жал во овие 3 години после короната мислам дека ние прв штаб што го одржуваме. Меѓутоа со оглед на ситуациите кои што се случуваат, а и може да се случат во делот на општеството, ажурноста и свесноста малку не е на повисоко ниво во тој дел. И покрај тоа, не би рекол дека секоја една институција не си ја врши професионално својата работа, без разлика што немаме заеднички штаб или официјален состанок направено, комуникацијата секојдневно во територијата на општина Кавадаци, без разлика од која институција, е на завидно добро ниво и мислам дека добро функционираме, а тоа е доказ дека сме имале и неколку минати ситуации од делот на катастрофи, елементарни непогоди, каде што сме действувале и делувале соодветно и до сега не сме имале некаква забелешка ниту од граѓанство, ниту од институции од страна на надлежни институции кои се над нас во делот на функционирањето. Морам да кажем дека денеска се сите скоро присутни во делот за локалниот совет за превенција и штабот за заштита и спасување. По укажувањето на ЗЕЛС, Министерство за локална самоуправа и владата на Република Македонија, денеска свикавме седница на штабот за заштита и спасување на општина Кавадаци на 8.4 во 18 часот. Дневен ред кој што го имаме утврдено состои од 5 точки. Прва точка е утврдување на потребата и недостатците во врска со состојбата во случај на пожари на територијата на општина Кавадаци. Втора точка е известување за состојбата на каналите за наводнување и други речни водотеци. Трета е утврдување на локации за поставување на дополнителни резервоари за гаснење на пожари и евидентирање на постоечки локации. Четврта точка е утврдување на потребите од рачистување на пристапни шумски патишта со цел брза интервенција, пристапност при евентуално пожари. И пета точка останата за можност за разна дискусија. Во исто време е свикани седница за локален совет за превенција од општина Кавадаци, кај што поголем број на членовите се удараат со истите функции. Локалниот совет за превенција за Кавадаци предложен дневен ред од 2 точки. И тоа е информација за општата состојба на јавните објекти, угостителски објекти и колективни стамбени единици на територија на општина Кавадаци. И втора точка за можност за општо расправа раст. Предлагам прво да го изгласаме дневниот ред за седницата на штабот за заштита и спасување на општина Кавадаци, како што и претходно го цитирав, со 4, односно 5 точки. Утврдување на потребите на статуси во врска со состојбите во случај на пожари на територија општина Кавадаци. Втора точка, известување за состојбата на каналите за наводнување и другите речни водотеци. Трета точка, утврдување на локации за поставување на дополнителни резервоари за гаснење на пожари и евидентирање на постоечки локации. Четврта точка, утврдување на потребите за рачистување на пристапни шумски патишта со цел брза интервенција на пристапни возила при евентуални пожари. И пета точка, расно. Молам дали има некој дополнување на дневниот ред или како ваков дневен ред да пристапиме кон негова дискусија и разлага. Кој е за? Можеме да констатираме дека едногласно изгласан дневниот ред.
По точка 1, утврдување на потреба и недостатоци во врска со состојбата во случај на пожари на територијата на општина Каваци. Пред да отворим дискусија, би му сакал да дадам збор на командирот на територијалната противпожарна единица, во делот на урбаните средини и во делот на вонурбаните средини. И втор би го вклучил за дискусија директорот на шумарската подрачна единица Шумско стопанство Бор, да не воверат во делот на состојбата, а после верувам дека се вклучат и повеќе дискутанти за цела ситуација. Повели командари. А по-добро ќе биде, да. Здраво на сите, господин началник, присутни. Во врска со досегашните контроли што ги имаме извршено, тимовите што беа подготвени од страна на локалната самоуправа за проверка на сите институции во градот, можам да дадам одредени забелешки. Да ги спомнам сите институции, граначалник посебно, или да одиме, пошто се забавиме доста. Па не можете, глобално. Така, во ред. Глобално има недостатоци, имаме забележани недостатоци, не се кој знае колку голем карактер, поради тоа што веќе почнеме од страна на постојање на апаратите за противпожарна заштита. Најчесто употребувани средства за противпожарна заштита се ПП апаратите и хидрантите. Тоа е на ниво на државата, но и на светско ниво. Така да ќе спомнам само за овие два инструмента, два сегмента за присуство на ПП апарати. Бројката на ПП апарати од прилика по институциите, посебно мојот тим кој што бевме присутни, е задоволителен по објектите и по институциите, со забелешка тоа дека со извршување на разговор на сите раководители на тие институции, директори на образованите институции, поради незнаење забележавме дека имат присуство, да речем, на ПП апарати кои што се од стариот модел на ПП апарати, односно оние што се со боца, така наречени боца. А па ново веќе тие се изфрлени до употреба, значи веќе полого време се користат ПП апарати кои што се со константен притисок, односно со манометар. Така да тие укажувања ги имаме и во нашиот извештај, господин началник, така да ќе биде доставено сето тоа убаво со фотографии, со обмислење, со разговори, со документирано сето тоа. А од страна на хидранти, тука веќе малце не поголема забелешката, поради тоа што кој е одреден број на хидранти на една институција, каде што би требало таа институција да има 7 или 8 хидранти, повеќе од половина се исправени, меѓутоа помалиот број се занемарени од оправдана или неоправдана причина. Дефекти од поголем размер кои што се можело или не се можело да се поправат поради некои си став, да речем, бидејќи сите хидранти се поврзани со главната линија, кои што се со голем притисок, и за таквата интервенција потребно поголема интервенција, ако можам да речем, со стручни лица, дури и фирми кои што се спремни за сето тоа. Во главно во општина Кавадарци, после ова видување, мислам дека состојбата е, ако можам да речем, задоволителна, затоа што кога ги почнавме овие контроли, кои што не беше дадена задачата од вас од минатата недела, до сега ги повеќе и поголемиот број на институции каде што им беше укажана забелешката од наша страна, веќе оваа недела, вчерашниот во текот на вчерашниот денешниот ден, примивме телефонски повик и извршена беше контрола од страна на противпожарната единица, беа пратени тимови за да го проверат сето тоа на лице место и можам да кажам дека сите недостатоци веднаш беа за рекордно време беа отстранети. Се надам дека ова недела ќе продолжи со истиот тренд и дека ќе добиеме уште повеќе повици и ќе бидат извршени контроли, поради тоа што на секој повик за поправање на тие наши забелешки веднаш се испраќа контрол од страна на противпожарната единица и се утврдува фактичката состојба на лице место. Така да се надам дека до крајот на оваа недела дека тој број ќе биде зголемен и дека ќе биде задоволителен според нас. Командир, јас имам неколку прашања, сакам да влезам во записник.
Дали бројната состојба во територијалната пожарна единица е на утврден законски број на активни пожарникари? Бројот на противпожарната единица е според закон, дури би рекол дека е со човек или два, дури сме повеќе од тоа. Значи активни пожарникари кои што бројка Бројка 31 во моментот. 31 активни. Да. Расположливи средства за гасење на пожар во урбани средини. Камиони, джипови, противпожарни апарати, кислороди, боци, маски за гасење, опрема на пожарникарите. Опремата моментално која што поседува територијалната противпожарна единица од страна на личната заштита на пожарникарите е на задоволително ниво, затоа што сите пожарникари се опремени со лична заштитна опрема од страна, да речем, за секојдневна употреба до професионална употреба која што е за заштита во случај на гасење на пожар. Заштитни средства исто така од страна на изолационите апарати, значи за дишење во урбани, за гасење во урбани средини, е од повеќе задоволително ниво, поради тоа што бројката е скоро, за секој пожарникар имаме скоро по еден комплет, боца, изолационен апарат, заедно со маска и самар. Така да за секој, уште 4 не достигаат, за секој пожарникар да има за себе посебно башка опрема. Од страна на техничките средства, значи имаме две возила кои што можеме да ги рачунаме како навални, тоа се камионот DAF и новиот камион што го имаме Ford, со носиот DAF-от е од 4000 литра, во исправна состојба, Ford-от е од 6000 литра, исто така тој е нов, нели мината година го добивме, исто така во исправна состојба и со носивост од 500 литри на хемиско пенило. Така да тоа моментално е добро, задоволува. Како прихрана на тие возила, значи ги користиме возилата кои што се постара генерација, меѓутоа во исправна состојба, тоа се нашите ФАП-ови, кои што се носивост од 8000 литри и другото 9000 литри на вода, кои што мислам дека е барем до сега од пракса и од сите наши што ги имаме случувања на терен, можам да кажам дека задоволува. Оние пожари кои што се од поголем размер, за жал се случуваат еднаш до два пати годишно, можам да кажам, сме надополнувани од цистерните за вода од јавното претпријатие Комунарец, кои што се на располагање, кои што се дел од нашиот тим, можам да речем, поради тоа што тие учествуваат на секој состанок што се одржува нели за противпожарна заштита. И добро сме организирани од таа страна, затоа што секогаш имаме ние 24 часа имаме добиено од нивна страна лице кое што е дежурно да во случај на пожар, доколку не е потребно дополнително носење на вода од нивна страна, да биде исконтактирано. И до сега, значи секој контакт, секој наше барање е задоволително со изненадувачки со брзината на действување од нивна страна. Значи действување како испомош. Ора, за технички интервенции? За технички интервенции, значи имаме опрема кога станува збор за сообраќајни незгоди, значи имаме опрема од најновиот модел, можам да кажам, Холматро е тој. Така да и да сакаме нешто поново, не постои едноставно на пазарот. Така да Кавадарци, пожарната на територијалната противпожарна единица од Кавадарци го поседува тие инструменти, значи сме обучени, имаме тим кој што е обучен од инструктори од Холандија. Значи имаме две сесии на специализирана обука од нивна страна во кој што се правеше во просториите на дирекцијата за заштита и спасување во Скопје. Така да тие тимови веќе нивното знаење беше префрлено на локално ниво, односно на пожарникарите кои што не беа во можност да присуствуваат. Поради барање од самите инструктори, каде што бројот на обучени пожарникари беше ограничен. Така да тие пожарникари кои што беа на обука, има должност и задача да тоа знаење и искуство што го стекнаа со холандски инструктори го пренесат на локално ниво. Тоа го извршивме многу добро и многу професионално. Тука морам да се зблагодарам градоначалниче на локалната компанија кој што се занимава со откуп на старо железо, кој што ни помага и на секое наше барање да ни дозволи да исечеме некое возило каде што можеме да извршиме обука и тренинг. До сега ни еднаш не сме одбиени. Така да еве општа благодарност до нив и се надам дека таа соработка ќе продолжи, затоа што и тие се дел без нивна помош, без соработка со таква служба или со таква компанија, мислам дека таа обука не би била возможна. Така да од техничка сме со задоволително, имаме дополнителна хидравлична клешта како на батериско напојување, така да сме спремни и за жал веќе сме проверени на терен со неколку поголеми сообраќајни незгоди каде што се одговорили многу брзо и многу професионално. И превентивот дали не делува во делот на училишта, градинки, колективни домови,
превентивни акции и превентивни настани колку е направено во последниве 3 години? Дали отприлика знаеш? Така. Во последните 3 години територијалната противпожарна единица вршеше редовно, тоа е според планот за работа на годишен план за работа на територијалната противпожарна единица, значи вршеше редовно едукативни средби со ученици од сите основни и средни училишта во град Кавадарци, кои што ги имаме 10. Тука е фатено и основното училиште од општина Росоман. Така да до сега само уште едно училиште, тоа е Штеф, кој што во моментот го се вршат едукативни предавања и до крајот на оваа недела би требало да завршиме и таму според нашиот дневен распоред во соработка со ръководителите од тоа училиште, тоа е Штефов, така да до крајот на оваа недела мислам дека и таму ќе завршиме, а со самото тоа веќе ќе го исполниме оној квантум што си го дадовме. За сите училишта имаме посебно едукативни средби со сите ученици, односно сите класи на ученици подетално. Што значи тоа? Значи на секој предавање, на секој училиште, посебно почнуваме од 9-тите оделенија, правиме посебно едукативни, зависи од просторијата на училиштето, значи вршиме средби на кои што се прави презентација во PowerPoint презентација, каде што се опишани сите можни настани кои што би ни се случиле во случај на невнимание. Значи зборувам сега во случај на настанување на пожар. Што би требало ученикот да преземе, на кој начин треба да го препознае тоа и што би требало да преземе доколку се случи, значи таква незгода, начин кој што би се спасил себе си, но и неговите најблиски. Значи зборуваме за фамилија, ученици, другарчиња, сите они што живеат во стамбени згради, значи на кој начин постапката е посебна за во куќа, посебна за во стамбена зграда. Така да сите ученици се запознаени со начинот на информирање и со начинот на евакуирање во случај на забелешка на пожар. Значи на кој начин треба да се информира, значи точните податоци и на кој начин треба да си помогне себе си и на другите. Освен тоа, на крајот запознати со употреба, начин на употреба на противпожарен апарат, значи сите оние технички карактеристики што ги поседува еден ПП апарат, начин на пристап на истите, поради тоа што рековме на почетокот дека имаме различни видови на ПП апарати, оние со боца и оние со манометар, начинот на пристап и начинот на користење тие ПП апарати се различни, така да сите ученици моментално во општина Кавадарци се запознати од наша страна за начин на користење на истите, така да очекувам не да Боже да има таков настан, мислам дека дечките би имале многу добар пристап. Во исто време сите тие ученици имаат и покана за практична настава, значи практична употреба на тие ПП апарати, но тоа треба да го направиме во кругот на противпожарната единица во Кавадарци, затоа што во нивните училишта го немаме тој начин и тој пристап. Така да сите ученици го имаат таа покана. Морам да кажам дека имаме голема помош кога станува за едукативните предавања од страна на доброволното друштво Сашко Гешовски, кој што има тим од обучени пожарникари, кои што ни прават испомош во случај на недостаток на пожари, кога ни, да речем така, сезона, кога сме преоптеретени, тие го презема предавањето, се искусни предавачи, тие се искусни предавачи и пожарникари, кои што се моментално служат како професионални пожарникари во професионалната индустријска противпожарна единица во бившо Фени, нели Голден Никел. Други превентивни мерки кои што ги преземаме, пак ќе покажам дека тука многу ни помагаат и доброволното друштво и Црвениот крст, кои што заедно делиме флари во текот, посебно кога е пред сезоната на пожари, делиме флари, тоа редовно го правиме, во петъчно почнуваме од плоштадот на град Кавадарци, обично ги користиме деновите кога се на пазарен ден, бидејќи движењето на граѓаните тука е поголемо и се мешаме меѓу нив, значи разговараме, се делиме, значи се прави поголема група и со членовите, тоест дел од секторот мој општинар, кој што се делиме на повеќе групи и правиме средба, значи целиот централно градско подрачје е опфатено, каде што се имат должност и обврска, значи да направат средби, разговори со граѓани, поделуваме на флаери, ги предупредуваме на внимателност. Значи не е само за пожари, туку и нели самото заштита од посебно оние постарите да се чуваат од жешкото време и нели и се делат и вода за оладување. Други превентивни мерки кои што се извинувам што забравив дека со Министерството за внатрешни работи има доста добра соработка која во прашни делиме флари предупредување на граѓаните за палење на страништа. Други превентивни мерки кои што ги презимаме, тоа се исто така од едукативен карактер и моментално можам да кажам дека сме единствен град, единствена територијална противпожарна единица во државата кој што го подготвува, организира и изведува противпожарниот квиз, кој што начин на подготовка трае подолг период, посебно оној дел кога се обучуваат учениците кои што сакаат да се натпреваруваат
од едукативен карактер. Тој противпожарен квиз се состои од прашања кои што се тематика само од противпожарна заштита. И тука има башка групи се делат на основните, како кадети и средните училишта. Интересот е од година се поголем, така да на тој начин, преку тие квизови, мислам и едукативни предавања што ги имаме, навлегуваме поблиску до проблематиката со учениците од нивната генерација, затоа што после на секој предавање, на секој квизови имаме и разговори на таа тема, значи не е целата само прашање и оценување, тука целта ни е разговори да сите тие присутни ученици кои што имаат интерес да се доинформираат и со тоа се очекуваме секој тие ученици кога би дошло некоја си возраст, да речем, дека би биле посериозни граѓани, каде што би биле многу поодговорни, а со самото тоа и превентивна мерка, зборувам за локално ниво, во општина Кавадар се би се осетила малце на повисоко ниво. Вред. Пред да помине на... За ако се активно член само за превентивните мерки, што ги преземе пред време за складирање на вода во навитачови на луѓе. Тоа не следна точка што разговараме, само пред да преминеме на точката за отворени пожари. Ја би земал збор. Сакам да предложиме да еден модел на заштита од превенција од пожари, што мислам дека поголем дел би се согласиле или би го анализирали и би го ставиле на дневен ред на идни седмици на Совет, меѓутоа и во делот на граѓанство. Ако стварно сакаме да помогнеме на граѓаните превентивно и да сите случаи од пожар, без разлика од каков карактер се, во затворени простори, говорам, дали се колективни згради, дали се индивидуални домаќинства, дали се државни институции, дали се општински или јавни објекти, ја би сакал да предложиме и да задолжиме дел од општина Кавадарци, заедно со Државната агенција за спасување и заштита, направиме тим, направиме анализа и при тоа донесиме систем електронски софтвер, каде што задолжително секоја јавна институција, а поготово колективните домувања, основните, средните училишта, градинките, па макар и хотелиерството, или во делот на интернатот кај што стуваме деца, задолжително да поседуваат систем за дојава на пожар, како што го имаме и во општина Кавадарци, а тој систем биде со GPS уред, поврзан со противпожарната територијална единица и со ОВР Кавадарци, односно со полициската станица и со дел на брза помош. Што сакам да кажам тука, да доловаме на момент кај што ние најмногу и најопасни пожари имаме во делот на раните утрински часови, кога имаме ситуации на луѓе кои се во сон и не дај Боже избие чад или пожар, во таков случај можност за пријавување или да некој го детектира тој чад или пожар е минимална, или некој сосед може побрзо да го види него семејство во кој што станува, домува или било какво е сместен или општа болница или било кој, да со детекција на таков еден сензор по автоматизам на оваа денешна техника и технологија дојави во противпожарната територијална единица, во брзата помош и во полицата станица со GPS уред дека условно зборам на улица тајта, на тајта локација се активирал сензор за пожар. Веројатно тоа што го зборам не е нешто што е недопирливо, е толку ефтина работа и достапна. И реци по-богатиот или по-организираниот свет или држави или општини функционират на истиот начин. Со тоа ми постигнале да општина Кавадарци може би биде првата општина, а и ќе биде, за да направи таков систем,
и почнеме со селекција на ризиците. Дале, сега, општата болница, брза помош, интернатот за сместување, ќе имаме 72 деца сместуваме, јавни објекти, колективни згради, па стигнеме до индивидуалното домување. Нормално тоа не може да биде само на трошок на општина Кавадаци, тоа би било трошок и на делумно институциите и делумно граѓанството, али општината може да одвоја собствен буџет, каде што би направила кофинансирање на одреден дел. Ако сме дале кофинансирање за клима, кофинансирање за велосипед, сме дале кофинансирање за оджачарска служба, мислам дека можеме тука да дадеме соодветни средства за ваков уред, кој што е достапен од повеќе производители, и истиот уред да прави дојава до соодветни институции, за тоа што да не навлегувам во стручноста, меѓутоа знаете кога станува право чата оган, дека можноста за пригушување или угушување на самата личност е многу поголема од било што, и тогаш способувањето за да пријави пожар е и такако ризик фактор. Така да, доколку се согласуваме да направиме тим од ДЗС, општина Кавадаци, територијалната противпожарна единица, соодветно да направат еден проект елаборат, каде што би ги детектирале сите ризици и во наредните 3, 4, 5 години стигнеме до 90% автоматизиран систем на пријава на или дојава на пожар или чат. Исти сензори функционираат и на чат, и на температура. Мислам дека тоа е еден голем момент кај што можеме да го постигнеме за малку пари да направиме голема работа, пошто една поука сум научил од пожарникарите и од сите, пожар во опожарена состојба или почна да горе, не се гаси. Пожар се превенира или навремено се интервенира. Така да, еве дека влезе у записник да ДЗР, општина Кавадарци, територијалната противпожарна единица, па и дел МВР, пошто имате стручни лица, Делот на бензинските. Стручни лица кои што може да направат, да се вклучите како тим и да во рок од 3 до 5 месеци изготвите елаборат на првичната заштита, а при тоа би ги офанале најризичните, најкритичните места кај што може да дојде до такво нешто, за да можеме да превенираме и да ги заштитиме нашите жители од било која област и било која ситуација. Зошто го зборам? Го зборам и би спомнал дека имав еден пожар кој се деси во 8:45 во старечки дом во село Чемерско, кај што беа спестени 32 лица, од кои што 16 беа во неподвижна, тешка состојба како лица, изнемоштени, и благодарение на брзата пријава и на брзата интервенција и од погранична полиција, и од Паркинзи, и од комуналец, и од територијалната пожарна, и од ОВР Кавадарци, и од сите расположливи средства успеавме, благодарение на општата болница, сите 31 лица ги донесеме во општата болница, ги сместиме соодветно. При тоа на приемот на тие лица, еви директоркава е тука, беа покрај нивната изнемоштеност и сместени во дом, од ниски температури беа доведени во тешко завидна состојба на нивно преживување на некој начин. Али ако се случише тоа во 0,3 или во 0,4, јас тешко верувам дека во тоа време би имал некој буден човек или еден буден човек може да не го примети тоа, доколку немаш таков детектор за пожар во секоја просторија, за да може да интервенира. Значи, сва среќа имаме што беше 9 наутро, имаме доста луѓе кои што можело да пријават и навремено да интервенираме. Така да од таа побода и гледна точка и од другите случаи, што не сакам да ги спомнам, мислам дека таков систем треба да го почнеме, да го градиме и во наредните 3 или 5 години го изградиме до 90% автоматско пријавување на пожар, па нека и лажно, па нека и било какво. Мислам дека треба да работиме на тоа и да направиме економска и да направиме
анализа на приоритети на поставувањето на такви системи. Тоа не значи само за човекови животи, значи да заштитиме и материјално, меѓутоа да заштитиме и инфраструктурно во делот на било која јавна институција која што располага и со доста материјали и во писмена форма и во било каква, така да мислам дека се од големо значење да тоа го сочуваме од делот на немилиот настан пожар, а пожарот е присутен сегаш околу нас, само не знаеме кога може да се случи. Така да, доколку сме согласни за тоа, јас сакам да до понеделник, еве датум, да овие споменати или ако дополните некои други од институциите се направят тим за функционирање и да направат селекција и елаборат во делот на превентивна и автоматска дојава на пожар. Благодарам. Има некој нешто да дополни во овој дел? Саше? Не, супер идејата. Идејата супер да ја реализираме. Ќе се реализира чим првиот чекор биде. Директор, ќе ме запознаеш и со македонски шуми. Прво, добро вечер на сите. Ние сме дел од македонски шуми, каја подружница Кавадарци, АЦФО знае соработуваме со него, имаме две возила за пожарно отворено. Едното е цистерна БМЦ во турско производство, тоа е донација и она носи 6 тона вода. Некои спецификации има убави, полнење, празнење, такви работи. Е многу висока и вода сегде и има еден порт што е со 300 литра за премине на носење на вода. Минатата година ние немаме пожарна, имаме новотворена, ама у нискиот дел поише на ниско стеблеста шума, на пасишта, на такви работи. У висока шума немаме пожар. Здравје Боже и ваа година да немаме таков пожар. Причини што нашите шуми се многу далеку. Ние имаме шуми на 70 километри, дури да се виде, да се каже, да се отиде, се губи многу време. У соработка сме со противопожарните единица. Секојаш кај што има потреба и градоначалникот знае, цистерната е упатена сегде на Побаш и од друг град кај е било, сега за сега ние сме добри, па здравје натмуче ви има. Трето, со колку пожарникари располагаш? Това е уделот на недостаток. Значи, порано подружниците имаше 20 шумари, сега се останати 6. Од тие 6, да речам, 2 се за у пензија, остануваат 4-5 души што работат со цистерната и со джипот. Немаме млад кадар, не пријаме млад кадар, немаме шумари, немаме ништо друго, не може никој да обучиме. Сега на 50 на 6 години никој не се нафаќа да учи камион и да го возе, знаете каде тие камион. Значи 6 во сектор, 4 активни. 4 активни. И тие 4 знаете ви, беа и у Берово, беа и у Пехчево, беа и у Прилеп, беа на сите места. Како плачаме, ни плачаме, тие што требаш да платат, не платија, ки што беа они. Ама ни некако ја редиме со оние работи. Јас сум задоволен од нив, од тие 4, презадоволен. Секојаш се на стендбај, да речем, летниот период. Мора да стука околу цистерна, околу джипони 20. Летен период од мај, од јуни, знаете, имаме 4 што наблюдуваат едни на Мушов гроб на Пескот, го гледат тие дел натаму на ки Мрежичко, на ки Рожден, други го гледат делот на ки Конопшите, на ки Боула, Бошава, натаму тие дел. Се у прв момент да се види, ако има негде оджин, чат, нешто да се каже, одма да се интервенира. Да. Само би дополнил туку уште со проводноста на сите шумски патишта, дали имате евиденција, пример, еве, не знам, за Клиново имаше пат скинат од Поровница, за Шешково друг проблем. И ако има таков негов, дајте ни извештај еден, да ние со наши ресурси, заедно со вас, со јавното предпријатие Комуналец, со водостопанство, со шумско стопанство БОР, како подрачна единица, ги проводиме патиштата за да бидат проводни, доколку има потреба да се
интервенира. Дали тоа од порови, дали од дрва паднати, од некој нанос на клизишти или било како. Началник, моментално вие снег што не зафана се напред да месец ни направи многу бела. Сите патишта ни се за чистење у смисла на сокршени дрва. Сегде мора да се помине, сега ја кажувам за нашата работа у текот на ваа година. Со тие булжери што ги имаме ни, левата страна Крњево, Бола до Драгаја, тоа си го работиме ни, чи имаме таму работа, тоа си го завршиме ни. У делот на Рожден еден рудникот, че треба помош да се спое, да речам, рудникот стариот пат со Трник, таа спојка. Десната страна од Круша до Трибор мора да се изчисти, Трибор мора да се спое со Мешник, а Мешник мора да се спое со Клиново. Со Клиново ќе треба помош, ако општината прави нешто во Клиново, ќе треба помош, не знам кој булжер таму, од Клиново да се дојде до Мешник, за да може да правиме ни да вртиме сегде, не само ни и противпожарни комуналец кој ќе оде. Директор, тоа стави го на писмено и достави го до кај нас, ни заедно со противпожарната територија. Или... Не баре, од заклучокот од станокот, тебе каза задолжение ти биде, да ни достави за кој патишта ти треба помош, пошто тука нас и пограничната полиција, пограничната бараше лани, исто и ова ракавадаци, доста помагаат за водеот на таа извидна ситуација, прегледување со двогледи, со тие работи, дали има нешто превентива. Меѓутоа, добро да ни доставите вие непроводни патишта, пошто без пат, зајжика, не може нигде да стигнем, а како територија, сме втора по територија во Република Македонија. Општина имаме многу голема територија што располагаме. И втора сме по шуми, по етати и по се. Сега од делот на тоа чистењето, знаете ви ситуацијата каква е, како немаме луѓе за цистерната за тоа, немаме и делот на секачи. Секој булжер треба да има секач, некој треба да сече пред него. Ние од 4 булжери имаме само за тројца секачи и тоа не е голем проблем. Напиши го и тоа, ќе видиме од комуналец луѓе, од било каде. И уште една работа, само да ве подсетам и вас, требаше нели центар за обука да се прави у Кавадарци. Не знам до каде е таа работа, некој се стопира. Центар за обука за пожари на отворен простор требаше да биде кај нас, требаше да има пак некоја донација, нови возила, нови цистерни. Ако може и тоа малку да се подтурне, да речем, на некој начин. Од мои информации, центарот за обука требаше да биде регионален у Кавадарци. Да. Проекти имаше, комунали си платија пред 4 години, од тогаш најки нема активности од шумството, како стопанство, да речеме. Тока решо и требаше да биде турска донација. Меѓутоа, секоја донација за мене е дискутабилна, доека не ја почнеме, не ја работиме, така да ни се си ги позацукаме ракавите и тоа што имаме на располагање како средства теренски, а буквално се ставени у функција, со тоа што не може да очекуваме од некој друг да ни гаси пожар, а најмалку да чекаме кога летната сезона сегде представува проблем, поготово у јужните делови, а мислам дека ваа година нема ништо да биде од тоа, дај Боже да... Не во смисла да кажа, во смисла на подготовка на некој кадар, не за... Кадрово не можеме да трчиме 5-12, поготово шумските пожари се тајте. Сам знаеш колку се опасни, поопасни од урбани. Не е секој да гаси шумски пожар. Меѓутоа, мислам дека се добро екипирани, морам да кажам дека во моментот со Министерство за одбрана и со Министерство за внатрешни работи, кои што имат 40 возила и не се во функција, а тоа се работи за теренски возила, хермелини, кои што се оклопни, меѓутоа ќе се раздоружат, се 4x4 и БТР-и кои што ги имат се 8x8, тоа се 30 возила. Јас мислам дека заедно со приватниот сектор или дел со помош од дирекцијата и од владата, ќе ги ставиме функција до месец јуни, тие 30 возила, а сам знаеш тоа оклопно возило и возило дека има
на малата неограничена проводност Да, кај е доволно. и ќе носат негде од 3 до 5 000 литра вода, ќе бидат опремени со пумпа за вода за гаснење на отворени пожари. Првично, заради тоа што немаме можност да обучиме кадар, со одлука на влада ќе биде ставено да се ги возат сегашни полицајци од специјалната единица и припадници на АРМА кои што се обучени да располагат со такво возило. Ние 3 возила веќе во Кавадарци имаме, донесоме и ги спремаме, заедно со Golden Eagle и со дирекцијата. Шум ги спремаме 3 возила за 20 дена, ќе ги изнесеме на терен, да видиме нивната функционалност и нивната можност за тест војна во делот на отворени пожари. И ако се покаже очекуваниот резултат, мислам дека за брзо време 30 возила ќе бидат ставени у функција. Пошто знае и сам дека без возило и без техника, дека Не се може ништо. не се може ништо, сам човек знаеме колку може да заврши работа. Тоа директор, благодаря. Уште едно само, мислам дека цистерна е дали е на комуналец, на централата горе ки контролата стои. Тоа не е втора точка кога е ставено. Еве, ако сакаш може и ако нема некој поват точка да додаде нешто. Само дали може да го расшириме кругот на пошироко, таа цистерна да оде погоре, да биде поблиску до шумата, не знам како. Или некое друго возило, не мора да е тоа остава. Пецо, кај имаш можност да направиш хидранска мрежа од Конопиште до Кавалаци покрај двата хидранта што ги имаме на Витачево и Конопиште? Можем сега моментално да работим на Страгонели, че се рекрутира линията. Добро. Одма до пат такива обекти, сега моментално направим формата и ја разговарам со командир противопожарната единица, значи како локација тука одговара за Страгона до пат, приступачно заполнение, значи ще биде Конопиште, пред доме колку иде тука во Пајчеме Горјанчище и имаме на Корателната стајница. Значи на тие дел ќе имаме 3 хидранти, можеме еден доле да ставиме до блокирање за тие дел да Поете дека биде у записник задолжение за комуналец да се стават плюс 4 нови хидранти. 4 хидранти нови значат повеќе од самата цистерна за тоа што брзото полнење на Да се вода враќат назад, брзо се полни. се полне. И имаме на голините да ги накачи на Витачево и на горна станица има хидрант, знае командир. Така. Да. И функционира, значи ние одмah уполниш. Не да се расшируеме нагоре на ки. Да се шири мрежата во делот за полнење на вода. Конопиште на китија дел, Конопиште мислам дека има. Во функција е така да два веќе се направени, значи функционира. Добро. И додека си тука, директор, дај дали имаш идеја или да размислите накнадно да дајте у писмена форма и ДЗС во делот на поставување на цистерни покрај овие хидранти што се стават, цистерни за достапност за дополнување и наполнење на вода. Места, локации, не знам, Мајдан, не знам. Ја го размислувам тоа како гледам дневниот ред. Некои консултации, пак треба да направам некои консултации. Или не мораш сега да ни кажеш? Шириме поише. Така да еве, направите на една топографска карта, Не е проблем. ставите 5-6 до 10 локации, може да поставиме 10 цистерни по 15.000 литра. Ако има така е супер. Има цистерни и тоа што се вика без пари млаз Богданци. Тоа нема да биде вода за пиење, треба да биде вода за дополнување на Не за пиење, тоа се прави. У бола да туриш цистерната, она се пане само од ректа. Дојде напане си нашата цистерна, што дојде че си напане си замине. Ваа цистерна што биде фикс, например. Ни Не фикс, фикс, не. ами таму ќе стои летно време. Да. На 5-6 места такви е. Ајде, од 5 до 8 локации направите ги и дајте ги како локации до понеделник. Да ги. Така. Во ред, директор. Саша, не можеш да тоа помогнеш. Јас сакам да сугестија сам. За сите присутни, а поздравувам одлуката на градоначалникот во врска со местењето на системот за дојава на пожар, кој што ќе биде, нели, со една централа која ќе има дојава директно до пожарната. А сега сакам да се надоврзам до шумско стопанство Бор и до водостопанство Тиквеш, како две јавни предпријатија имат планови за заштита и спасување. Оперативни планови се носат сега година до дирекција за заштита и спасување кои ќе се одобруваат
и тие планови донесени до Дирекција за заштита и спасување се феноменално направени. Но кога ќе почнеме со сезонта на пожари, ние имаме проблем. У самиот план ние имаме пријавено 55 пожарникари или 100 пожарникари од шумско стопанство, а на терен имаме само 4. Ја би ве замолил, пошто шумите се у собственост на шумско стопанство Бор. Не може територијалната противпожарна единица да биде прва на шумскиот пожар со 20 души пожарникари и да го оставиме градот, например, незаштитен и да одиме да ги гасиме шумите кои што е работа на шумско стопанство. Ја би ве замолил пак да пуштите допис до централа во Скопје да ви се овозможат нови вработувања кои што ќе бидат задолжително обучени уврска со заштита на шумата и гасење на пожари. Секој вработен кој што сака да биде дел од шумско стопанство Бор, мора да биде и дел од планот за заштита и спасување. Тоа е и законска обврска. Водостопанство исто би ве замолил речните корита да бидат и чистени. Знаете сами дека у моментот имате дел од речните корита кои што не се изчистени и тие предизвикуваат поплави. Немаме големи поплави, али ако дојде големо на ниво на вода, ние ќе се соочиме со проблем. Водостопанство, речните водотеци се у ваша собственост. И бе ве замолил како што општина Кавадарци има обврски и се справува, например, со ризиците, противпожарната единица исто така има обврски и сака да одговара, би ве замолил и вие да се екипирате. Значи, луѓе, пуштите дописи, ако треба сите институции ќе се подпишеме. Сите институции се пуштат писма горе до Скопје, до влада и мислам дека во овие момент влада ќе испадне со добар одговор спрема нас. И уделот на вработувањето, и уделот на опрема, и уделот нели на обуки за пожарникари, уделот на шумските пожари. Тоа е од мене што треба тука. Благодарам за шпојдите. Да. Сега, пак да речам, ние у делот на уредени шуми немаме пожари. Значи, тоа беше унеуредено, у ниви, у пасишта, не знам у шо, па може да се прелее кај нас, затоа први они излеат. Први они. Секојаш излеаме и ние. Секојаш има, ваа нашата екипа, секојаш излева шумите. Сега што немаме кадар, немаме. Оперативниот план како е направен на времето, викам, до лани, до ломнани. Ние имаме у оперативниот план, не знам сега како е, секоја сабота и недела четворица мора да дежурат у фирмата. Не знам како е се. Пак ќе речем, не сум убеден. Мислам дека е исто. И треба да дежурат секоја сабота и недела и да се менјат тие четворица. Значи оде еден шофер, еден техничар и двајца работници, било шо. Лани мислам дека го немаше тоа. Мислам дека го немаше, оти сега што викаме, нема кадар, нема кој да го пратиш, нема кој да го оставиш. Од таа гледна точка. Инаку пак ќе речем, у делот на шуми ние немаме пожар, у делот на Чесендре малку прелеа на наша страна, ама наша екипа имаше там, од Прилепски дел. У делот на Сирково и на Трстеник, тоа е поише неуредено и поише треба пасишта и у делот на пасишта и пожарната гаси и ние гасиме, кај ќе треба пасишта, мислам дека е дирекција и пасишта, не знам. Не знам че застам се. Кај ќе треба дирекција на пасишта да врате дел за нас, што сме гаселе, што сме трошеле ресурси, они не враќат ништо, а ние мора да испаднеме да гасиме. Прво од страдане. Кој ќе ти врате директорот? Како? Кој ќе ти врате ќе да завршиме работа? Не, ние гледаме да завршиме работа, за да не влеземе у нашто. Затоа викам, не сме ни многу оптеретени. Здравиот Боже, не за оваа година. Лани немаме многу пожар. Ајде се. Значи, ајде се дека така малку отвориме подробна дискусија. Петре, пошто си во Министерство за земјоделие, а водостопанство е под вас, и водостопанство е тука, ја би замолил, а не би замолил, тоа би да влезе во записник, значи водостопанство, да сите суводолици, речни корита надвор од градското подрачје, да си
најден начин или да се побара помош, ако треба и од општините или од надлежни институции, да ги очистиме каналите, пошто не знаеме никој што очекува, пошто предна недела имаме река Луда Мара, во Марин и во Сопот беше деломно излиена баш од такви работи, од гранки, од наноси и сите работи. И тоа нанесува штета и на земјоделците и на друга инфраструктура како колекторска система, не да Боже да има некои други последици. Би кажал за на кратки црти, значи никој не да иззима од одговорност ако направиме план со 55 души, а на располагање имаме 4. Утрак се десе нешто, кога ќе отидеме се правдаме врз основа на харта. Би дал пример само за општина Кавалаци 2017 година кога дојдов градоначалник имаше 9 пожарникари, од кои што тројца беа пред пензија. Од 9 пожарникари, тројцата беа примени како технички персонал во општина Кавалаци со агенција за временно вработување. Имаме 2 возила за гасење на пожари, пожарна во орурирана состојба. Не сакам да критикувам претходно да кажам дали така требало да биде или не требало така да биде, меѓутоа беше реалната ситуација во тој момент. Во моментот имаме 31 вработени во пожарната, 11 возила на располагање, техничка механизација комплетна, скала до 26 метра, моторна скала, зборена за камион кој што може да се качи до 26 метра, пожарникар кој што освен град Скопје го поседуваме и никако општина Кавадарци, и плюс со бизнис секторот, и со ЈП комуналец, и со шумското, и со вростопанство, и со ОВР Кавадарци, имаме одлични релации и ресурси на располагање во било кое време. За тоа бевме повикани и на многу место во Македонија, бевме и од Турција на земјотресот, и секаде им ќе има потреба да помогне. Сакам друго да доловам да кажем до секој еден извршител на својата работа, без разлика кој од која институција доаѓа, ако стане елементарна непогода, а не да Боже зависат тука човекови живот или завршат со смртност на некои луѓе, никој нема да не оправда одговорност, него ќе сноси одговорност и треба да докажеме својата невиност или својата ажурност или неажурност. У првиот момент, 2018 во јануари месец кога пуштив оглас за 22 пожарникари, ја бев викнат у влада и бев критикуван дека ќе одговарам за тоа што нема средства за тие пожарникари, нема буџет, а ја ќе ги вработам. Ја кажав подобро да одговарам дека нема пари за пожарникарите и да ги вработам, него во законот децидно, јасно и гласно пише. Општината, во заграда градоначалникот, е должен на 1500 жители да обезбеди минимално по еден пожарникар спасител. И тоа е многу лесно за математика. Според бројот на жителите, ни треба да имаме 28, ние имаме 31. Значи, нема да дозволам да тоа што со закон сум обврзан, да го имам, а ја да го немам, или да импровизирам, да кажем дека го имаме, пошто последиците се може би фатални, а да крајот одговорноста и не е толку битна, ако нешто не да може да се десе од големи размери. Така да еве и 30 пожарникари се на работа, и опрема се најди, и плата се најди за пожарникарите, и функционираме безпрекорно, а фала Богу до сега мислам дека многу добротворни цели имат направено, и исти тие пожарникари, макар и другите институции кои се од технички карактер, работат и во добротворни цели како уредување, фарбање на канделабри, уредување на други работи, значи не откажале од ништо, и мислам дека тие луѓе се за мене херои или луѓе кои што се пред сите за да направиме нешто добро и во зимски услови и во летни услови. Мислам дека како општина, да не се подречиме, функционираме идеално со 4+, негиш 5, и во целокупната ова консултација на Совет за заштита и превенција. И пред се немаме лични ега да се докажуваме еден спротив друг, ниту како институција, ниту како градоначалник, ниту па како дел од некаква друга институција или било каква ситуација. Без разлика што тука доаѓаме и од републички институции, и од извршна власт, и од локална власт, и од подршни единици, функционираме како едно и до сега не сме имале проблеми, така ќе продолжи во тој дух, се во интерес на граѓаните и на нивниот
статут, меѓутоа и на нивниот материјален имот кој што го имат, за тоа што сме должни да ги заштитиме нашите сограѓани. Јас би немал повеќе да додадам, доколку има некој да додаде во делот на овој дневен ред кој што ги имав преди подразно, слободно повелите, ако не, нека си влезете тоа во записник и би преминале на другата седница во делот за информација на угостителските објекти, во делот на информација за колективните домове и во делот на информацијата на сето тоа што е спроведено во овие 2 недели, во каква ситуација е општина Кавадарци. Благодарам. Тоа што продолжи со дневниот ред за ова и види кој е задолжен за да елаборира. Само да додадам поднос на претходниот состанок. Записничарот овие од денешната дискусија да преточе во заклучоци кои произлегуваат од состанокот. И да се преточи во заклучоци и да задолжи тие заклучоци во однос на институциите кои што е да ги даеш. Да. А за сите други останалите ќе биде како информација цел записник дали. Да. Во ред, продолжуваме со седницата на локалниот совет за превенција во општина Кавадарци. Исто така констатирам дека според евидентниот лист скоро сите членови на овој совет за превенција се присутни. 2 точки се утврдени на дневниот ред, од која е една информација за општата состојба на јавните објекти, угостителски објекти и колективни стамбени единици на територијата на општина Кавадарци е првата точка и втората точка е разно. По однос на информацијата за општата состојба на јавните угостителските објекти и колективните стамбени единици на територијата на општина Кавадарци, во изминатиот период општина Кавадарци, односно градоначалникот, формира неколку групи, тимови кои што испаднаа на терен и извршија увид како во угостителските објекти, така во јавните институции и во колективните згради за домување. Би сакал ово извештај да произлезе изворно од тимовите кои што беа на терен, да не запознаат со кои се нашите законски обврски и согласно нашите законски обврски што сме постапили. Еве би почнал најпрво со угостителските објекти. Да видиме согласно законот таму имаме неколку обврски, евиденција на работното време кое што треба да го имаме, дозволите за дејност завршени пред угостителските објекти, поставеност и искористеноста на јавните површини и опремата, нивната функционалност со однос на дали ги исполнуваат условите спрема Закон за заштита и спасување, дали имаат поражај. Владко, повели. Мислам дека е добро на говорница ради тоа што се снима. Ради јавност. Добро вечер сите. По извршена контрола во минатите 2 недели и по основ на решенијата, односно нормативите кои што треба да ги исполнуваат сите јавни објекти, односно кафетерии, ресторани, сендвичари, кладилници, боривджилници, се изврши контрола и се сумираа податоци како од почеток, од разни решенија, од Централен регистар, како например, тоа се други институции кои што треба да ги контролираат, решенија од Централен регистар, дали се поседува, тоа се основни пријави за исполнување на минимално технички услови, елаборати за поставување на урбана опрема. Во овој дел имаме добро исконтролирано, со еден дел кај што нема, до сега немавме, значи,
одобренија за поставување на урбана опрема, односно користење на јавна прометна површина пред деловен објект, кај што тоа дополнително ќе се треба да се постапе по елаборати, да се изготват елаборати и од страна на општините истите бидат одобрени. Тоа се летни бавчи или тераси, прилагодени парцели пред деловни објекти, каде што се врши угостителска дејност, но нема до сега изготвено елаборат по критериуми кои што ќе бидат се со цел заштита од несакани действија. Од тие има доста делно, се околу 30 објекти кои што не ги поседуваат тие одобрени од страна на општината. Тоа е еден дел, да речем, доста голем, но и за брзо време ќе се надмине тоа. Други елаборати од заштита односно елаборат за заштита на животната средина, поголем дел од објектите не ги поседуваат, кои што од страна на инспекцијата ќе се изврши дополнителна контрола и истите бидат задолжени со нивно задолжување за да секој од нив си поседува и согласно со него си постапа. Во делот на нормативи за храна и пијалци, тоа не е колегата Крсте, имат известувања, секој од нив имат веќе заверки, пријава за започнување работно време и распоред на работното време евиденција. Тоа друго не знам. Исконтролирана бројка и колку се исполнило предиска? 59 имаме правни субјекти предмет на контрола. Од тие не можам да кажам точна бројка на исправни, бидејќи секој по нешто му фале, дали е елаборат, односно одобрение за поставување на урбана опрема или некои нормативи за храна, некои целосно. Значи, околу 70% од објекти исконтролирани се во прилично добро средени, со средени документи и истото и на лице место, мислам на терен, исто увид при контролата е во ред. А колективни изгради? Се колективни, колешката го има извештајот. Донка ти? Добро, јас сакам да дополнам нешто тука. Значи, 7,5 години сум градоначалник, значи, искрено да ме прашал некој до вчера дали имаш некакви ингеренции во делот на угостителските објекти, јас ќе одговорам за милион евра прашање, не, нема. Пошто никој ниту го кажал, ниту покажал до сега, ниту ми дал назначење дека ние имаме некаква одговорност, освен за Бучава, и тоа треба да го пријавиме во МВР. Работното време да го пријавиме во МВР. Фискалната да пријавиме во УЈП. Ако нема елаборат за спасување и заштита од пожар, да го пријавиме во ДЗС. И така натки, пошто нашата инспекција општинска се состои од комунален инспектор, кој ќе го стоја тука пред нас. Комуналниот инспектор може да констатира дали бавчета е соодветно поставена со елаборат за издавање на јавно прометна површина или не. Комуналниот инспектор, заедно со инспектор за животна средина, може да констатира бучава, ама не може да ја утврде, пошто законот вика за да го утврдиш бучавата и да поднесиш пријава, треба да имаш на тендер добиено фирма А2 со Македонија за мерење на бучава. Покрај тоа што ние имаме фонометар баждарен, не важи нашиот фонометар, тие законот треба да бараме под хитна промена и треба да најавиме 2 дена однапред дека ќе има бучава во Малок Хиро Крстев. Мислам, тоа е несвојствено, не поименно дека може да се случи. Трето, во делот на работното време немаме никакви ингеренции, освен имаме ингеренција доколку со одлука на Совет на дадени празници, викенди и моменти сакаме да го продолжиме работното време со максимум 2 до 3 часа. Друга ингеренција немаме, не може да затвориме објект, не може да сигурираме и до сега неколку пати сме реагирале и сегаш доаѓаме до конфликт кој за што е надлежен. Ево го, сите сме тука, за жал од ДЗР нема никој, други пат да ги вклучиме. Од ДП извини. ДП и вика, мене не ме интересира дали објектот е со намена индустрија, со намена
домување или стамбен. Како не ви интересира, не е тоа наша надлежност. МВР доаѓа и вика, јас не можам да го затворам за работно време. Не е моја надлежност работно време. На ДП е таа. Тоа вика на ДП. Законски е така. И МВР вика на ДП. Овој па вика јас само за фискалност. И ние видиме вакво еден круг, а не затворен, на крајот нема кој е градоначалник да одговара. Значи, МВР би била за работно време, била за малолетните и за дрога, така? И точно няма. И точно е наоколу. ДП и била за работно време и за поседување на лиценца на објект. Агенција за храна и ветеринарство била за нормативи во делот на храната. ДЗС била задолжена во делот за заштита од пожар, елементарни погоди и така натаму. Таква до сега контрола и акција, јас 7,5 години не памтам дека се направила заеднички да се испадне по објекти. Ниту предходните 20 години. Ниту предходните 20 години. Оградувањето од тоа дека ова не е моја надлежност, не ни дава за право да кажеме дека ни не гледа. Така да мислам дека тука треба да седнем како институции, посебно ако треба да бараме измени во законот, да бараме, измени во надлежности, да бараме, пошто моја логика е вака. Ако имаш едно мало кој што имаш претежно домување индивидуално и некој собственик на куќа го издаде својот објект за кафана, да пазарна инспекција ќе му даде дозвола за работа покрај тоа што е куќа и од тоа мало веќе нема мало. Имаш неправилно паркирање, гласна музика и ред други недолични однесувања, нарушувања на јавен ред и мир. Значи, тука имаме комплетна неусогласеност заедничка и општината, а и сите други институции. Тоа треба, пак ќе кажам, да го разговараме и на зелот го разговараме на повисоко ниво, дека не може да се оградиме од нешто кое што значи работно време, малолетник и нешто кое што начело значи урбанизам. Урбанизмот е тој кој што ги делегира и правата и надлежноста на секој објект. Дека тој објект е за комерција, дали е деловен, ако е Г1 е за индустрија, ако е тешка или лесна, ако е Г2 е за лесна индустрија, не знам, со назнака Б, дека е за комерцијални објекти, или ако е А1, тамо е домување. И во А1 домување ти не можеш да направиш во средината на урбаната заедница да направиш кафана. Пренамена, зборам ugostителски објект. На сите околу тебе треба да страдат за една кафана која што е да работи во делот на една населба кај што е А1 или па А2 домување. Така да во тој ред и како имаме работа, после случувањето, за жал тоа Кочевица се случи, сите не побуди, пошто ајме да читаме закони и законот, прв пат гледаме закон, кој што вика секој ugostителски објект е должен своето работно време да го пријави ки градоначалникот. Не пише во локалната самоуправа. Значи, со титула на повикан. Што за мене не својствено, целосно, али не битно, мораме да се усогласиме заеднички, пошто целокупното наше население, прво, треба безбедноста и мирот да ние им го овозможиме. Тоа значи дека ако се работи до 0,1, треба да се работи до 0,050. Ако е дискотека кој исполна услови да работи, ако не нема да работи. И значи дека не може во објект кој што со намена домување, ние да му дозволиме да биде кафана. Треба да си ги видиме слабостите кај ни се, дали е општо неречено или недоречено законот, или ако не е речено, вика, не ти дава за право па и да не провериш. А па не дава ни па да постапиш. Така да многу пати сме разговарале, еве, началниче на оваа тема и... Во делот на работно време, колегите кога има контрола во ugostителски објекти преземат. Со тоа што не пишат они казни или мерки, ако работат до 1:30, а треба до 1 да работе, прави они материјал, го прачаме до пазарна инспекција и пазарна инспекција, односно ДП. Дали го затварате објектот? Немаме ингеренција.
ни констатираме, а потоа ДПИ му ги даваме тие документи, натака нивната... Чек сега. Ајде да префразираме. 1:30, не се презмале ништо. 1:30 торе полицаец у кафана X и кафаната работи. Да, и треба да направи записник, тие записник да остави до инспектор на државен пазар и Дали ќе продолжи музиката? Ма он му кажува дека прави прекршок, ама законски МВР не може да го затвори. Значи ќе продолжи музиката. Абе, он сега наредба ќе му даде колегата, нели, не почува наредба и тој ги следува друго. Али во моментот како работно време нема ингеренција. За да постапе ДПИ, правиме материјал, го прашиме до ДПИ, натаки надлежноста на останатото е на ДПИ. И ДПИ врз основа на укажувањето од страна на полициска станица може да затвори објектот интерден. А таа веќе го трпне. Нема да го трпне тоа што полицијата ќе интервенира. Не може да затвори. Не може да погледне да го затвориме, али не почува наредба, значи други ингеренции има МВР. Од друга страна, може да Тоа не што е друга. Ами сега, а не почитуваме наредба, човек го апсише, не може 101. Па тоа е проблем. Што е други, што го продолжи. Нема закон. Значи нема закон, еден ќе приведиш, втор ќе почне. Значи мора да приде. Едино измен во законот да се врати. Порано било во МВР, тоа го правеле, сега не. Да се врати пак да има ингеренции много на работа. Значи тука имаме три клучни работи, сите сте добро етаблирани на општеството. Значи намената на објектот, клучна работа. Дали е за индивидуално, колективно домовење, дали е за комерцијален дел. А сите после надлежности, мислам дека треба да се последователно ги имат и МВР, и ДПИ, и другите институции кои што контролираат, или па некора заеднички контрол. Не знам што друго да кажа. Значи на секоја контрола не ги контактираме ДПИ и останатите институции, за жал 50% одбиват, чекат од Скопје наредба, под барање, со тоа се соочуваме. Ако чекаме од Скопје наредба за да испаднеме контрола, завршивме работа. Значи, ако тоа така, а знам дека е така, јас не сакам оттево да го слушам да него, јас кажем како е, пошто сме оделе на повеќе места кај што има недоследности, ти треба да си бараме нешто кое што се спуште или на пониско ниво, а ако имаме 30 полицајци или 40 или 20 на работа најче, не гледам никаква пречка да му се даде надлежност за и работно време. Пример за пушење на цигари, кој е надлежно? И ДПИ има. Тамо стои 20. Да. А УЈП? Не УЈП. Не. Значи инспекторот од УЈП влева не гледа цигари. Да го воведија законот за пушење беше УЈП надлежно, после ако е надлежност на УЈП. Мора или инспектор или не. Или е полицаец или не е полицаец. Така да мислам дека у 01 ти ќе го бараш дежуренето од ДПИ. Нема да го барашаме законот да го сменим и ќе функционира. Не гледам тука никаква логика. Значи, мора да побараме председателя и заеднички со советот и преку ЗЕЛС, прво, пуштањето на употреба на објектите да биде со комисија кај што беше некој од некојаш од времето, со најмалку 5 члена комисија. Тоа си е општина, тоа си е ДЗС, сите инспекции надлежни и да го пуштат објектот во општина, односно во функција и да се знае дека тој објект исполнува сите технички, технолошки минимални услови за работа. А во делот на контролата на објектот за бучава, работно време, малолетници и сите работи, мислам дека треба да се има поширок аспект на контроли, а поготово МВР како држава удржава или извршна власт со извршна власт, тука ви треба да имате неприкосновено право да делувате во тој дел. Затоа што ни немаме ресурси од 30 инспектори најче па да контролира секој својата област и не е во редовна контрола да најавиш па да отидеш, него е воредна ситуација. Или ненадејна контрола, како сакаш. Кажи ја, а недостаткот на инспектори го имаме и у пазарна инспекција, и во УЈП и секаде, кај што доведува до ситуации да не можат редовни контроли да се вршат. Имам информација, предната недела, од страна на премиерот Игнати се, сите институции кои што има недостиг на инспектори, од страна на владата е побарано бројка
каде што треба да се пополнат потхитно тие луѓе и тие места со инспектори. Точно е тоа, Саша, дека дадено налог, колку инспектори треба 60. Распиши огласот. Кажи ми еден вработен за колку време ќе стане инспектор? За 3 години. За да стане самостоен инспектор со легитимација му треба 3 години. Од дреска да почне 3 години му треба. Абе, помлад нека биде, не е битно. Ама помлад инспектор треба 3 години да стане. Значи, системски... Добро, и тоа е добро да се почне, по 3 години треба да стане инспектор, било како, помлад инспектор. Значи, тука направиме еден заклучок, дека имаме, според наши видове, ако се согласувате, дека имаме неусогласеност према институциите и избешани ингеренции или видове, или как да ги поимуиме веќе тие ситуации и на кој да се обратиме како општина, кога ќе видиме проблем. Од било кој ви аспект. Ја 192 до 193, 194, друг број не познавам дежурен најчер. Значи, стави дека треба да се проверат ингеренциите на инспекциите и на Министерството за внатрешни работи во делот на функционирањето на кафичите, ночните барови, клубови и дискотеки. И уште во сакам да дополнам само и за крај, кој е надлежен во кој објект колку луѓе присуствуваат. Пример, може да биде тоа кафич. Значи пак државен пазар. Значи мора да испадне со полицаја, за да види дека таму е не знам. Не, 118 има 218 не реагират. ДП изима метрото мере, по таа квадратура му кажува толку. Ама одзима столчиња, шајн, светлина, тоа и после тоа безосно на тоа колку има 0,8 човек. А по правилникот и законот на дирекција за заштита способни треба да има на 1 метар квадратен еден човек. Кој треба да го утврди тоа? Значи, ама тоа се утврдува во момент. Не се утврдува пост пола саат и пост 2 саат. Го разбирам ја што се дека. Ама закон И уште едно, и како прашање, меѓу тоа и како размислување, дали кафичите кои што имат лиценца за работа од 0,8 на утро до 0,1. Значи кафич има одобрение за работа од 0,8 до 0,1, има право да ги затворе вратите и да наплаќа карти за влез. Тоа е многу суштинско да се размисли. Зошто? Може би госпожа Веста со детето со внукот сакаат 22:30 да пие кафе. И ти викат плати си карта, вечер имаме концерт. А бе не дојде на концерт, дојдев на кафе. 22:30. Не те слушат, ако има забава во кафчето, не Точно е. слушат. Но кај ќе пиеме кафе? Значи кафетерии се претворени во нешто друго. во кабареа. А тогаш е кабере. Значи, дали има право да наплаќа карти и да го ограничи пристапот и влезот на луѓето? И ако нема право, и тоа нека влезе како заклучок. И за малолетниците виче да не зборуваме дека не смее да има малолетници после 0,1, не смее се точи алкохол, кој што за жал знаеме како функционираше во минатото, али мислам дека сега виче тешко нека некој си дозволе да такво нешто се случи. И да размисли општина Кавадарци. Тука како идеја може да ставиме кај малолетниците да не одговара само објектот како ugostителски објект. Измени сега дали на ЗЕЛС, не знам каде може да се приложат тие, во законски да се туре да одговара и самиот родител. Кога ќе биде родител од 12 часот каде е неговото дете, а не од 3 кај си сина, значи до 12 самиот родител да го бара. Ако после 12 биде затегнат, законски да се внесе казна определена сума. Нема сега законска казна? Значи има казна само за ugostителски објект. Не, бе, така најлишна площад, го радиш у парк. Мавара Не, евидентира лице од 18 години, после 12 часот треба да За во да го ugostителски објект, да однесе од полициска станица да го повика родител. Тоа е
Само Нема. Малолетен Значи, ако е под 18 закон за парична казна нема за родител конкретно. Значи јас се ако сеќавам 2009-10 некаде, јас кога сум бил малолетен, сме си одели 12 саат. Дома баш пошто тогаш ги затегнаа тие услови и од тогаш натаки не е променен. Законот, прашањето е колку се одел негова. нема по закон за прекршоци против јавен ред и мир, казна пишеме само за ugostiteljското објекти. Ама ако најдете площад на улица на јавно место, Значи го продаваме со потврда, ама нема предвидено казна во моментот да му даде како полицаец на али родител. ќе го земете станица. Го взимаме, му даваме со документ на родител. Колку случаи така има во последните 2 години? Има доста има. Не, има како. Од јавно место. За одјавно место, А. ugostiteljски има. Ама за ugostителски знаем. Од јавно место малолетните го приберете. Во одреден период имаше акција, али таа беше пак на централна. Имам еден предлог и мислам дека е конструктивен, пошто и како родител, меѓу тој како градоначалник, а и ви како и родители и извршители на функција, мислам дека ни се ствара ваков период меѓу 15 години и 18, ајде да речем 14-15 до 18 години, кај што нашите деца или сограѓани кои што немат полнолетност, буквално нема кај да одат. Затоа што немаме младински центар, немаме такви кафичи или мини диска направено. Општина Кавадарци, сега да не биде вака како идеја или фалба, тоа го даде за предлог, знае и советникот Вуко и Перо и председателот совет, бараме кој инвеститор, стариот младински центар кој што на времето требало да биде младински кај Северен булевар, да се изграде и таму да направиме, сакаш кажи, кафетерии, занимални, игротеки за поголеми возрасти, каде што од 15 до 18 години ќе му биде вртелиште таму, че нема алкохол, забрането нормално пушење секако, а че има занимална за тие луѓе да имат мини диско, да имат, не знам, куглана, билјард, пикадо, кај што да не ги прерипат тие 3 години и стигнат ома на 18 години, а на 20 веќе се осеќаат како 30. Како таков центар, нас тие план заедно со Советот, да најдеме ко инвеститор и тоа да го дадеме при спортскиот центар Јаспин на располагање и да функционира. Јас веќе сме во некоја завршна фаза на некакви прелиминарни идејни решенија за тоа цело и мислам дека ако се отвори таквиот центар, никој нема приватен да го земе да го работи, пошто ќе биде непрофитабилно. Сега профитот го барат од продажба на карта и алкохол, не го барат продажбата на вода и сок, али ако ватрелиштето на тие деца му е таму, секој си оди ќе му е своето место. И никако деца ќе излеваме до 15 години одеме од дечки. У Себастијан не пушта. Условно зборувам. Постоа се случи момент кај ќе порастеш, па ќе одиш таму и сега ќе имаш и предизвик за нешто плюс и плюс. А сега од 15 години, 16 до 18, ја не гледам веќе никаква разлика. Како? Не, за младински кај Северен булевар. Да. И еден предлог, американците се малку поедноставни од нас и конструктивни, пошто знаете и сами дека да утврдиш идентитет и да утврдиш точна возраст на човек, а поготово оне што стоја на врата, му треба и време да прерачуна и бројк да ја виде. Американците до 21 година ги сликат у вертикална форма на лична карта, а над 20 година, кога веќе е полнолетен и има право на се, во хоризонтална форма му е личната карта. Тоа мислам дека многу ќе бъде лесна работа и на оние што работат и обезбедување, па и на полицаец, и на било кој уште кога ќе ја види личната карта, знае дека нема на полнолетно 18 години. Оти, знаеш, математиката не е баш некаш и лесна, најче да рачунат 24-та, 5-та, чекај 7 месец, 6-ти, огужвата, да. Мислам дека креативно решение го спроведиле американците како такво
многу едноставно. Тогаш не може да се ваде на не видов добро или било како. Од целата ситуација ќе излезе за колективните домовења, пошто секое колективно домовење над 4 стамбени единици треба да има куќен совет или треба да има фирма со која ќе има склучен договор. Ние како општина во рок од една недела од денеска Македонка така, колку имаме проверено до сега? 180 стамбени згради имаме доставено барање на податоци, од кои 106 се одговорија. Добро. Имаме повратна информација. Тоа е преку архивата, што беше официјално. Да, и чекаме уште информации да стигнат. Чекајме до среда наредно. Значи, кај нема да стигнат, ќе одиме у контрола званична. Таму ќе стигнат. Сите недоследности кои ќе ги имат од стамбените единици, си ги известиме соодветните инспекции. Ако нема заштита за план за спасување и евакуација, ќе известиме ДЗС. А после понатки ви си постапите врз основа на тоа што треба да си направите. Ако е во делот на нешто друго, си постапиме сами. Во јавните институции, основни школи, градинки, јавни институции како сали, дом на култура, морам да кажам дека и во тие објекти до сега имало некакви недоследности, и сега да не правам јас паника на луѓето или да кажам па ни бевме супериорни, да се пазевме, не, за жал имало минимални, а некаде ни посериозни остатоци. Општина Кавадаци се презема мерки и до среда ќе бидат комплетно решени сите. Кај треба се доградат скали, се доградуваат скали, кај треба да се отворат затворени излези или влезови од X причини од претходно за 1 до 2 недели ќе бидат отворени и хидранската мрежа заедно со ЈЕПА Комуналец сегде е проверена, секаде е у функција, а најбитно е во оние згради ки што имаме повеќе институции, пошто немаме служба за заеднички работи, во тие згради стоиме на располагање како општина да се обратат до кај нас и ние да со нашите ресурси, со ЈЕПА Комуналец, со сите, ги провериме противпожарните уреди, провериме хидранска мрежа и се друго што е останато, а нормално тоа треба да се сертификира на крајот со фирма која ќе го потврди, така саше? И ќе да прави елаборат за сето тоа. И да го контролира. Зорите беше по јавните институции. Да. Зорите јавните институции како се? правилниците, по новите правилници, делот на хидранската мрежа и на ПП апаратите, како што каже командирот, ни се добри институциите, има мали забелешки. Најдоме во ситуација кога институциите се побарале лиценцирани фирми, истите тие се ставиле документи дека се во ред, а на терен излева дека не се во ред. И во такви случаи имаме дури и пријава од училиште до дирекцијата за да му се земе лиценција. Дали ќе му се земе лиценција, ќе биде казнат, не е наша работа. Наша работа да го пријавиме дека он не соодветно направил елаборат или го правил дома дешо на терен. Ние имаме случаеви противпожарни апарати, ево е морбитно ќе го кажам сега, ни стигна пратка во противпожарната единица наполнет со брашно. И на тој му се зема лиценција од тоа како го пријавиме и ред други, значи противпожарен апарат, основно средство за гасење, наполнет со брашно и ставен пломба. Мислам до таму отишли веќе луѓето за да се стигне до некакви парични средства без разлика на другото. Забелешките се минимални, значи немаме така, за секој институција се подготвува извештај по себе со препораки и забелешки, така да за краток временски период секој ќе се добие и порачен извештај. Многу битен е момент. Тоа што го пише на хартија,
да биде справедливо во самиот објект, а уште побитен е моментот, вработените во објектот, да го знаат планот за евакуација и да знаат како треба да постапат. Тоа ти каја на свадба. Ја ти ја порачам таа песна што знам да ја играам. Ама ако не знаеш да ја играеш, како ќе ја порачаш или ќе играеш тоа? Значи, ние имаме сега вработени кај што воопшто не се запознаети со планот за евакуација или со евакуациони скали или со користење противпожарен апарат или било како. Тоа е многу битен момент. Саше ништо не е тука срамно да секој еден, почитувајќи од јавните институции, почнеме некаква обука за користење на противпожарни заштити, противпожарен апарат, хидрант, противпожарни скали или било што е у интерес за спасувањето и евакуацијата. Пошто во нормални услови ние не може да се снајдеме, а не да е Боже, ако има пожар, чат или било што, тогаш веќе имаме голем и сериозен проблем. Значи, ќе продолжиме со истото, секаде ќе има недостатоци, а нема њук за решавање, таму ќе постапиме со пријави до соодветни институции, па поратки нека си продолжат институциите со своето действие. А таму ќе има желба и потреба, ние сме на располагање заедно со сите институции да помогнеме. Еве тука пред се сега и Сашо како раководител на ДЗС е доста и инволвиран, меѓутоа и е човек со елан што сака да направи нешто со поголема заштита да биде било која институција. Значи, пасивноста не стое, меѓутоа, пак ќе потенцирам, ќе кажам, систем ни треба. Системот се гради еднаш, дежурствата се градат еднаш и секоја институција мора да си остави дежурен телефон. Оти, ти не можеш у ние да институција да очекуваш дека има 24 сата чувар физички и дека треба таму да биде присутен за да можеш да пристапиш кон било што иде, а не малку на пожар. Те презател на совест, извини вака те онемимете. Значи, едно моje гледиште е дека после големата трагедија што се случи во Кочани, треба сериозно да се размисле тоа што ние како општина го имаме како ингеренција за начин за справување од штетни влијанија и поголеми трагедии кои може да настанат во контекст со нашите ингеренции. Во тој смисол како локален совет за превенција би насочил дека тоа што е под наша ингеренција, тоа се основни средни училишта и јавни предпријатија што се под наша ингеренција, да задолжително се направи едукација на вработени пред се, значи на наставници индиректно на ученици, вработени во јавни предпријатија за евакуација при евакуација на пожари и при справување со елементарна непогода пред се на вработените во јавни институции и најбитно на учениците во 7 основни општински училишта и 3 средни општински училишта на ниво на територија на општина Кавадарци. И тоа што како председател на совет би сакал да биде, како нека влезе во заклучок, односно овие комуналните инспектори и инспекторите што се на терен, јас би посакувал да давате писмен извештај до советот на општина Кавадарци, бидејќи ви одговарате пред градоначалникот. Јас би посакувал тоа да биде и пред советот на општина Кавадарци и индиректно секој инспектор во неговата дејност под надлежност на градоначалникот да даде извештај и тој извештај да биде доставен и пред советот на општина Кавадарци, каде што секој советник ќе има индиректно увид за вашата работа, колку имате инспекцијски надзор направено во вашите дејности на територијата на општина Кавадарци, регистрирани недоследности и тоа да биде преточено во еден извештај каде што ќе биде доставен до самите советници. До сега таа пракса а немаше и сметам дека после ова што се деси во Кочани, сметам дека тоа запознавање ќе биде добар да се направи не само пред градоначалник, туку и пред сите нас како чинители на општинска власт. Значи, да направиме еден
квартален извештај на секоја инспекцијска служба за тоа на што се работила, колку локали посетила, нејзината работа и врз основа на недоследностите регистрирани на терен, што е превземено, така да сакам да влезе како заклучок, како совет да имаме надлежност, не че немаме надлежност, вие се одговарат пред градоначалник, меѓутоа чисто како информација за вашата работа, сметам да градоначалник не е лошо тоа. Апсолутно тоа не е ни тајна ни лошо, еднаш месечно давате му извештај, а и толку имат совет отприлike еднаш месечно, давате извештај за сработеното, превенција, казни, пошто еве имаме просвет совет и критика од конкретно од Круме од Левица, зашто сме имале казни по животна средина и ред други работи. Објаснаме на совет зашто тоа е така, затоа што сме со подврзани раци во делот на пишувањето на казни и во делот на детекција на тоа што примерно ако некој се горева не соодветен материјал во своето тело за загревање на амбиентална температура, ти треба да го фаниш на лице место, да земиш примерок и да докажеш дека тоа е, не знам, зелен бор, така тоа. А дали ќе те пушта од дома да влезиш, е добра волја. И што викаш и борот не е забранен, тоа за никаде, не? Така да се многу тешки тие работи, меѓутоа, да, со укажување и со превенции, мислам дека поминаваме доста работи, меѓутоа добро да се дава извештај и ја едно заклучив од цела оваа ситуација дека најдобро е да знаете сите. А ќе знаете сите, имате еднаква обврска да постапите како секој еден, без разлика на која функција. Оти ако се спие сето ке еден, он би ке требало да знае или морало да каже. Не. Сите да знаете, за утре да не излезе дека некој прикривал нешто, сугерирал, било тенденциозен или било како. Убаво е да си ги имаме и почесто овие совети за превенции и тоа од општа култура и ниво на град, кој што во развојна компонента и се развива, мислам дека е неминовно, а поготово објективното размислување и давањето на совет од било кој што не случајно е никој тука во овој совет е ради неговото етаблирање во општеството и функција која што е од големо значење и од авторитетно значење во општина Каваци. Ако дозволите, пошто имаме членови во Советот за превенција од образованието, еве ако имате некоја идеја која што се однесува на нашите најмлади жители од основно и средно образование, ако сакате нешто да споделите, некој ваше искуство, план, па дури и да инициирате некоја идна тема за која што Советот би требало да расправа, е повеќе од добредојден. Дури ако имате сега коментар, слободно, пошто уште они остана Нечепнати. Ај Пеце, дека размислат од образование. Пето, ти од образованието ли си? Може ли на микрофонот само Пеце за... Нема кусе, заради снимањето? Институција е одговорна у делот. Дали по квадратура, дали спрема број на жители или спрема дејност, бројот на хидранти. Пример, како што беше пилата на Никол, кој се баве со тај. Значи, дали спрема по површина е он, побрзо да има еден хидрант, ако е дискотека, дали спрема број на жители, како што е сега Дрекслермер, значи, не ми е јасно мене, например, која институција одобрува и која институција контролира как се дават хидранти и противопожарни апарати дозволи. Значи, ДЗС. Саш. Мислам, спрема шо, пример, сега Никол Дора се, например, Дора работи со дејност лесно запалива, пример, карикира. Да, и тоа спаѓа у класа 3. И неговата обврска, колку он треба да има хидрант? Зависи од квадратура. И дали некој го контролира тоа, например, у тие дел. До вчера никој, од сега ќе почнеме. Сега сите ми... Да, сега сите контролираат, а до пред месец никој. Од 2017 имало контроли за сите 100% субјекти има. Од 2017 година Лазар Панчов водил пензија, нема, иако е барано. И сега мислам дека чимо најде тоа нешто. И друго,
сакам да се убацам во тоа што се рече. Јас се вие малолетно дете, а децата после летниот распуст, да ме близ, значи јас го имам, што го кажа градоначалникот, значи младоста од 15 до 18 години и кога се случува распуст, никој не презема никаква одговорност да тие деца бидат преземени 3 месеци, прават пауза и освен, значи, растаретени што никаква оставени се сами на себе, на својата младост, не се ни зрели, ни се ни деца. Да речем, тие дел, дали локална самоуправа, дали образовните институции да ги преземат, имаме спортски сали, да ги обврзат, да имат спортски дејности, некои такви. Значи, и најдобриот спортист, ако направи пауза 3 месеци, они имат обврскаство на спорт, пример карикиране во моја идеја, ама после биологија прави тест. Кога е растаретено тест, кога е растаретено дистичувач, кога е растаретено 3 месеци они прават пауза и цело време целта ми е да ги тргнеме и од телефоните, да ги социализираме, да се дружат меѓу себе, на тие дел мислам дека се не слаб. Тоа е моје видување, тој дел многу медиса вашите забелешки, значи не го пуштат у Рома, не го пуштат у Стрит, не го пуштат у Централ и они джоат тикви шетат од црквите и назад и што е тоа испадна овојто дете. Што испадна висине? Си купи сладоле во мили чак. Значи глупост не е убаво, не ги пуштат. И тоа на врата да мораме да го преземе, значи на врата може да пазаре маса 100 евра. Значи ако е кафич убаво каже. Не 100 евра, со литро жестоко. И карта баца. А малолетни на маста, а пазаруват маста малолетни. Значи, мислам дека тоа од хитно нула. Најтрагично што родителот се јави за маса Да резервира. Да резервира. Не детето, родителот. Не знам, мене ми смета тие работи. Ги нито 18 години ги треба на родените и котката, палма и така натаки. Умерлин, синдичари. Задолжат спортските работници. Професори на купа летно време се слободни, после 10 септември завршуват. Државата му дава плата, имаме спортски сали, дай имаме спортски терени. Нешто дај да детството от тия дел да преземе мерки. Значи, мислам, сакам да кажам дека по-друго е кога ќе го врзиш ти оно че тој. За жал Мора само да му плати и само беше играат топка, фудбал, кошарка, тоа другото е брат си мел. За жал социализацијата и поголемата група на социализација на деца е тенденција на намалување. Комплетно намалување. Ни порано ќе излегаме другари, излегаме 15 другари. А сега ако видиш од тројца повеќе, е тешко. Делбите почнуваат уште од 12 години 11. Ама, значи, треба у основно образование, еве ги тук се. Да има и социолози, и педагози, да се разговара, да се прави и било шо. Значи, ни пошто име се делиме, уште од помлади години, кај на времето, не знам, има пари, нема пари, на ово е, на тоа е, вака или така. Значи, таа поделба нас ни ствара голем проблем во општеството. Голем проблем. И мислам дека образовниот систем, затоа се вика образование и наука. Значи, воспитно образование и наука. Треба да го воспита. Значи, секој оделенски наставник е должен да детето прво го воспита, а после да го образова. Значи, џабе че знае математики и англиски, ако не е воспитан. Така да социализацијата си оде паралелно со тоа. Напредокот во овие модерни времења сега е страшно високо, иако ни, пак ќе кажам, ни не преземеме нешто. Кога нашите деца, нече почнеме деца да ги губиме на 12-13 години, у смисол на послушност и у смисол на други непосекувани работи. Да. Повели Вук. Може на ухартена форма да ни е презентирано, да ни е даден? Не може. Пак сега, значи тука ја не можам да ти дадам извештај кој што биле комисија направена од општина Кавадарци и посетила 70 приватни објекти. Затоа реков секоја институција ќе биде известена, пошто на некој начин и за стамбените исто. Исто и за стамбените, значи не сакам да испадне материјал, поутро некој да мафта со материјал да каже Рома кафе нема тоа и тоа. Или да правиме паника
предек. Значи, тие документи се само анкетни, така Владко? Значи, ние одиме и го анкетираме собственикот. Да, дали поседуваш елаборат за животна средина, дали поседуваш заштита за пожар. Го анкетираме. Немаме право. Ние немаме право да му бараме елаборат. Ние го анкетираме, врз основа на анкета сумирана, ќе ја предадеме ки надлежните институции, ќе кажеме, врз основа на наша анкета направена, тие објекти имат, кажемо дека не поседуваат тоа и тоа. Исто. Кои работи ги фактички не е ова Ако не е контрола, акредитирате и на лице место присуство. Се што треба да поседува на зграда. Што има контролирано колку, например, колку стамбени објекти на територија на општина Каладарци? Ја не кажеме каде Кажем. Ако не може да добиеме тогаш конкретно за кои стамбени објекти, за кои угостителски објекти, може да добиеме само статистика од тоа што сте го. Ама гледе, пак идеме у фаза на делување и толкување на закон. Пример, ако зградата е градена 1960 година, нема потреба да има хидравличка мрежа. Пошто тогаш законот не захтевал да има хидравличка мрежа. Ако е градена 2024. И сега ќе испадиме со статистика, ќе кажеме 20 згради у Кавалаци нема хидравличка мрежа. Нема. Не требало да има, тогаш така е градена. Ако е градена 24-та нема пожарникарски скали. Да. Законот не ги задолжува. Така, кон статистика чисто да го Македонче, у колку стамбени единици у општина Кавадарци нема куќен совет? Може ли податок? врска со урбанизма. Само момент, околу 26 нема никако, ни управител, ниту заедница на собственици. Дел дом управуваат моментално за 20 стамбени згради, РСБО со 53, од кои 88 се заедница на собственици регистрирани во централен регистар. Значи, на општина Кавадарци територијата ние имаме без куќен совет колку згради? 26. 26. До колку стамбени единици? Над 8 стамбени Над 8. единици треба да имат фирма или заедница. Задолжите ги во рок 15 дена, ако не се информираат, не направат и одите репресивно. Тоа е тоа, не може да кажем повеќе. Тоа е директно наша надлежност. Да. Само судот може да му наложи Еден стана, дали се може да ќе направи, например, ќе ја замени управител, ќе го замени врз основа на судска одлука и секој пат кога судот кога ќе треба да се прави некоја одлука, треба да се обратуваат и судот да ја заменува таа одлука. Сега ни како општина, како инспектор до судот ли се обрати? Да, до судот да се Обрати се до судот. Дали можете само во законот вика станар од 10 стамбена еден стан, точно нема единица. Да, 20 собственици или 8 посебни делови од стамбени единици. Да, Еве јас на пример, началникот знае, прилика каде живеам, имаме 6 стамбени единици. Во кои што 6 стамбени единици се тројца социјални случаи. И сега ние не можеме да формираме заедница на станари, и сега имаме проблем. Имаме проблем со тековното одржување. Јас и комшината го презимаме, ама тешко оди. Хидранска мрежа имаме, ама тешко оди. Да ја провериме, да видиме. ПП апарат имаме само ние 20 и немаме начин како да ги задолжиме другите да поседуваат ПП апарати. Чекај, зошто не е тогаш нас инспектор за домовање? Зошто плачеме тебе? Предлог дали послужбена должност Ја не знам зошто ја плаче. Ама инспектор за домовање имаме. Тоа за нема локална закон за локална полиција тоа. Зашо е ти инспектор за домовање тоа? само управителите да ги контролираме. Како извини? Управителите да ги контролираме заедниците на собственици. Ама не може ни да казна да и на налоиште. Не може да наложиме да имат фирма. Само предлог на станар може да наложи по службена должност судот само по предлог на станар.
И тако спенки. За формирање на Ама глупост човек. На наредните составници пратениците треба да ја викнем од вич по законски решение. Зашто е инспектор? За ништо немам инспектор. Колку пати се смените градоначалник за Цел ред. А да биде едукативно, в тие случаи тие 26, ако не се формира наложи на судот да ја предложи лице. Кој да го бараме право? Не смееме да го правиме. Ама не, судот не наложи. Не, само може останал, кој што има таму стана. Да, токму таму за Не треба на тоа. Не, катастрофа се законски решение. Голем досег. Владе, Момент се слушаме само, повели Светнич. Видиме само статистика овој дел, колку контроли, кај се направи, мислам, колку контроли и статистички, колку исполнуваме услови. Комплетен записник од двата состанци што добиш. Секој што кажал, Имаме, и што би ги имале податоците, што е контролирано, колку исполнуваме услови, колку не се уште немаме порачано вешка интелигенција, ова што го збориме, успеано да го претворе во писмена форма, али за тоа има брза записничар, си ги запиша и ќе го ставиме во записник. Делот на урбанизмот, јас се согласувам дека урбанизмот е едно од Ма врвот е тоа, врвот. важните дејности кои што ингеренцијата има општината. Скоро е 3-4 години мандат мој као советник. Гледам дека голем дел од урбанистичките планови кои што ги носиме на совет има усогласување на оно што било претходен план со изменета фактичка состојба, односно нелегални доградби, наградби, кревања спратови и слични работи кои што исто така ги занемаруваме, а може да се случат да бидат многу важни, бидејќи фактичката состојба не е иста со она што е... Не, вака. Значи, токму и тоа му е намената на носење на новиот детален урбанистички план. Се што е на лице место да го усогласе и се што е на лице место да го вклопи. Тоа е улогата на носење на детален урбанистички план. И на секој 5 години тој да носиш нов. Меѓутоа, носењето на деталниот план си има критериуми по густина на население, зеленило, спратност, површина и така натаму. За ситуација, например, не се сеќавам за кој урбанистички план беше за веќе изградени згради, кај што, не знам, некој си доградил тераса, некој си дигнал уждевен кат и слично такви ситуации кои што се правени, у суштина се правени диво градби, а инспекциите не реагираат. Ама тие се легализирани со предверите со закон. Тие се легализирани со закон за легализација. И законот за легализација ти наложува, откако ќе го легализираш, во рок од 3 до 5 години да го вклопиш урбанистички. Да, меѓутоа, ингеренцијата за инспекцијски надзор за градено ниво е општинска. Некој дозволил да се граде одреден, не зборувам само сега, зборувам за 30 години назад, како е функционирано. И за тоа во суштина и ги носат тие закони за легализација, пошто на еден голем дел од луѓето поисплатено му се гледа да почне да се изграде на него и после да се чека закон за легализација да истиот се легализира, а службите во овој дел мислам дека затегнат. Нема служби. Една е. Па не една беше, па една пензионирана, па пред тоа еден маж и тоа тројца граждани инспектори имаат 40 години се не се. Тоа е многу блиско поврзано со процедурите за донесување на урбанизација. Значи требаат со години. Имаме инертни министерства кај што многу тешко минат плановите, а тој што сака да граде не може да чека да му се предвидува. Тука се тоа како процес оправдување за таа работа нема, а некој што доградил соба за да си го сместе, не знам, син му или со маж или со женил, тука веќе е друга ситуација. Инаку оправдување дека некој направил хациенда или викендица, па не му чекало, па кај брзо. Што му на викенда не отиде. Значи оправдување нема. Меѓутоа нема толкување што е градско јадро, што е село, што е населба и што е вон населба. Не може да третираме исто сите. Сега некој у Мајдан горе, ако направи дивоградба, одговара исто како да направи у центар дивоградба.
таа треба да дојде со полесна локална документација, вадењето на тие дозволи, да ги речеме, а не да оде детален план да го прави како за у град. И тука више се споудара смисолот за градење на 50 км надвор од градот у рурална средина. Наместо да го поттикниш, Ни го демотивираме, го бркаме. го демотивираш. Да. Јас вам благодарам за присуството. Че добиете сите записника, што добивте поканени пора, записни сте со доставница. Доставите, утре ги доставиме. И она што се задолженията, да си ги земеме како задолженија да ги имаме.